Критиката вие не можете да ја достоинствено понесете и што правите? Организирате луѓе кои што одат и ги палат. Еве вчера полицијата фати на неколку места луѓе кои што ги палат. Не ги бојадисуваат, ги палат, замислете. И ние зборуваме за фери демократски избори. И тие млади луѓе, еве, користам оваа прилика да им порачам прилика и на тие наредбодавачите. После 12 април ќе има одговорност. Тогаш нема бегање. Нека се сетат на сликата Катица Јанева со качулката на глава и лисиците на рака и како Зоран Заев се откажува нез. Нека го имаат тоа пред очи. Ако мислат дека сега ќе им слугуваат така што ќе ги палат билбордите и критиката ќе ја замолчуваат оваа држава, треба да се свесни дека после 12 април нема бегање. Тој ќе има имунитет во парламентот, ама тие ќе треба да се соочат со одговорноста. Би им порачал да бидат достоинствени, да ја прифатат критиката, да не уништуваат приватен имот, кривична одговорност имаат, нека не слушаат слепо наредби од луѓе кои што ќе треба да се соочат со одговорност после 12 април. Што се однесува до ова што вие го нарековте кампања, каде што се појавуваат определени летоци, каде што се изедначувам јас со мојот претходник, отприлика претпоставам дека тоа е стратегијата на СДСМ, на Зоран Заев, да прави реминисценција на лажни вести, на нешто што е апсолутно надвор од реалноста, и тоа воопшто не може да се изедначи со ова сега што го зборувавме како одговор на прашањето на вашата колешка, бидејќи не е точно. Бидејќи не е точно, но еве ќе оставам граѓаните да проценат која вистина е вистинската вистина. Дали онаа која што е на тие билборди кои што се палат, или оваа која што ја испраќа како порака Зоран Заев преку овие летоци. Тие се тие кои што на крајот од денот треба да одлучат на 12 април како ќе гласаат. Јас верувам во мудроста на граѓаните, верувам во нашата понуда како политичка партија и верувам дека ВМРО-ДПМН ќе биде победник на 12 април на предвремените парламентарни избори.